Во вкупно 150 училишта продолжува работата со едносменската настава. Министерката за образование и наука Весна Јаневска најави дека во новата фаза ќе започнат активностите во уште 25 училишта, дел од нив со поголеми градежни зафати кои ќе се протегаат и во наредната година. Целта според неа е јасна: повеќе време за активна и здрава средина за учениците, помалку време пред екраните. Веќе во 150 училишта има едносменска настава и таму поминавме без или со многу малку градежни интервенции. Во 5 сигурно почнуваме и почнуваме во општина Ѓорче Петров и во општина Карпош, а потоа продолжуваме и во други. Оваа година очекувам да започнеме работи во 25 училишта, кои секако ќе бидат подолготрајни и ќе преминат и во следната година. Проведувањето на едносменската настава е поврзана со процесот на оптимизација, а тоа не е лесен процес, тој е почнат, добро се одвива и понатаму ќе се одвива. Јас верувам дека најголем дел ќе успееме да го завршиме во еден мандат, но верувам дека и тие што ќе дојдат после нас ќе го продолжат, затоа што тоа е исклучително важно за квалитетот на образованието и во корист на учениците. Владата и Министерството и понатаму продолжуваат со активностите, како на доградба на училиштата, така и во изградба на нови спортски сали и се друго што е неопходно за учениците, додава Јаневска. Децидна дека заедно со општините ќе се придонесе за квалитетно образование. Бидејќи физичката активност на учениците е од исклучително значење за тие да можат да го постигнат она што ние дополнително го бараме од нив, зголемена активност психичка, по концентрација кон учењето, а секако знаете дека тие поминуваат многу време таму каде што не треба, а тоа е на технолошките уреди. Оваа година продолжуваме како и минатата со инвестиции во инфраструктурата што ќе се однесуваат како на спортски сали, така на доградба на училишта, енергетски ефикасни сали, фотоволтаични панели и се она што им е неопходно на училиштата. Инаку со едносменската настава, министерката, како и што претходно потенцираше, се очекува да се достигне високо квалитетно образование. Покрај што учениците ќе можат квалитетно да се образуваат, ќе можат и повеќе да се социализираат и дружат со своите сокласници и пријатели. Идејата е да се достигне ниво кое што ќе биде приближно со Европа.